Веќе втор ден откако лидерот на СДСМ Зоран Заев му ги достави 67 потписи за поддршка за формирање влада на председателот Ѓорѓе Иванов. Се уште се чека Иванов да се изјасни дали ќе му го додели мандатот на Заев. Исто толку денови траат и протестите на граѓанската иницијатива кои почнаа во Скопје, па се проширија во градовите низ Македонија барајќи зачувување на унитарноста на државата и сите нејзини темели од името, јазикот и идентитетот. Тие сметаат дека коалицијата СДСМ ДУИ ќе доведе до задирање на државотворните темели на Македонија. Мнозинството граѓани од Струмица, кои екипата на телеканал А1 ги анкетираше, се изјаснија против албанската платформа и воведувањето двојазичност во Македонија и сакаат моќна економска и унитарна држава. Но има и такви кои сметаат дека воведувањето на албанскиот јазик не представува проблем. Не е добро тоа што се прави и од едната и од другата страна. Не знам што да ви кажем, меѓутоа тие ни протести, ни од првите, ни од вторите не ги оправдувам. Аз сум за зачувување на Македонија, нели? Како таква како што се е. Јазико нек се решават проблемите од политичарите, јас баш толку не сум заинтересиран за тоа е нивна работа. Платени се за тоа, нека решават, нека ние сме тие што треба да поддржиме некој. Да, за чуване на Македонија това е убаво. А такви работи не икем. Ни платформи, ни името, ни да менат ништо. Да се биде наш македонско. Това усакам. А ние граѓаните треба да бидеме свесни. Од едната ни треба демократија. Не ни треба судство корумпирано. Не ни треба стопанство корумпирано. Не ни треба здравство корумпирано. На нас ни треба, на Македонија, на граѓаните, без разлика на националност, дали се македонци, дали се албанци, власи, ние сме сите граѓани на Македонија. Така да верувам од и понатаму ќе се реализира ова што е зацртано. Ние сакаме економија, ние сакаме вработување. Младите ни избега во странство заради недоволно платени. И во случаи има фирми работат и нокни смени и такото не се осигурени ништо. И не може да ни во пензија, ни ништо. А околу овие протести што се за унитарност на Македонија, потоа дебатата за двојазичност? Видите, тоа двојазичност јас не ме е јасно мене. Јас сум живеел Кичево, сум бил војник. Тама да имаше со мене и туку казармата, имаше и албанци, имаше и роми, без разлика на националноста. И сите се почитуваме. Каква двојазичност? Двојазичност се знае. Не може да биде од источна Македонија, североисточна Македонија, од Гевгилија или од Штип на албански да зборуваме. Тоа нема логика. Се знае, това е од Втора светска војна уште. Втора светска војна, та се учествувале сите, и албанци, и роми, сите во Македонија се учествувале против режимот на Хитлер. Така да треба да се почитуваме сите, да не се делиме, Македонија да не ја делиме. Таа не е Македонија. И треба да ја зачуваме, без разлика, ове биле така биле. Треба да се зачуваме Македонија, да има работа, да има една слога, единство со сите граѓани. Што е проблема ако дојде албански да ми поднесе барање од Струмица да му се издаде некој потврд? Тоа ли е навреда за македонци? За денес во 17 часот е закажан протест на граѓанската иницијатива за зачувување на Македонија и во Струмица на плоштадот Гоце Делчев.